Нови патеки, нови рабници, канделабри, клупи и корпи за отпадоци и нова фонтана ќе добие Соколански парк со целосната реконструкција која што започна во втората половина на август месец годинава. Ќе биде обновено и збогатено со нови детски реквизити и детското катче во паркот, информираше денеска председателката на Советот на општина Куманово Ивана Ѓоргиевска. Соколанскиот парк се реконструира, стариот асфалт е изведен, нов асфалт е ставен, ивичњаци се ставени. Моментално повторно се прокопува тука на ќошот кај Соколанскиот парк затоа што отпосле додавме наводнување. Автоматско наводнување, што мислам дека е од голема корист, затоа што ако овие површини ставени се повисоки вишњаци, целата земја треба да се измеша со друга земја и да се посеат нови зелени површини, односно трева, доколку нема вода, таа трева кој знае дали воопшто ќе се зафати и ќе никне, значи од таа страна ова дополнителна инсталација е апсолутно оправдана. Во овој парк има предвидено многу содржини, значи апсолутно ќе биде нов изглед на парк и јас многу се радувам, го знам проектот. На средина на паркот има инсталирано голема фонтана, украсна фонтана. Околу ќе има 4 клупи кои се бенч клупи, ги нарекуваат со 2 нивоа, значи за седење. Ќе има околу 25 клупи со мотиви од љубов, затоа што Соколанскиот парк е познат по парк на љубовта, сите сме ја поминале младоста овдека. Има предвидено канделабри, апсолутно нови кабли се поставија. Има 2 фонтани, чешмички за пиење, едната е поголема, со 4 чешми, другата е помала кај детското катче. Детското катче предвидува преубави содржини, ги разгледував околу 3 куќарки што се големи, значи офат на деца е околу 60 деца може да се прими. Подлогата ќе биде баш она да не се повредат децата, значи преубави содржини, мислам дека ќе биде големо освежување на овој наш парк. Нов спортски терен, нова фонтана, платформа за одржување настани на отворено и простор за домашни миленици ќе бидат дел од стариот градски парк. Реконструкцијата започна во март минатата година, но според председателката на Советот Ѓоргиевска, целата постапка се одолговлекува. Реконструкција на стариот градски парк мислам дека се одолго веќе многу време. Цело време гледаме што ќе се случи, како ќе се случи. Асфалт од страна на општина Куманово е ставени се пешачки патеки, бекатонирана е таа пешачка патека. Канделабри се купени се и нови клупи се, меѓутоа работа е да не се стават сега за да не се уништат. Гледаме што се случува низ Куманово, значи тој проект дополнително се чекат средства од Агенција за регионален развој и тогаш комплет ќе биде изработен со подлога за велосипедска патека, со пешачка патека, со има предвидено убаво кошаркашко игралиште таму, зона за кучиња, односно ограда за кучиња, детски качиња со преубави содржини, значи трака имаше фитнес зона таму, значи има многу содржини кои навистина мислам дека ќе бидат во корист на сите наши граѓани. Меѓутоа, некако и со агенцијата и со приливот на средствата многу се одолговекува. Проектот изградба на Смарт парк, градски парк Куманово, започна на 23 март 2022 година и требаше да заврши за 6 месеци. Го имплементира Центарот за развој на Североисточниот плански регион. Краен корисник на Смарт паркот е општина Куманово.